Велат дека секој човек треба да посети барем еднаш годишно 3 места: болница, лудница и гробишта. Ако не е таму, тогаш тој е среќен човек. Прво што направив кога син ми почна да поставува прашања за смртта беше да го однесам на гробиште. После спокојната прошетка, вежбањето на азбуката читајќи ги имињата на покојниците и посетата на гробот на прабаба и прадедо, неговиот коментар беше: убаво место, пак да си дојдеме. Јас сум Илина Јакимовска. Во оваа епизода од подкастот Обични луѓе ќе зборуваме со Бети, жена која има над 300, како што самата ги нарекува, клиенти во бутел. Весела, секогаш дотерана и подготвена за муабет, таа понекогаш ги шокира оние кои ја прашуваат што е нејзината работа. Епа, да се запознаеме. Прво, јас се викам Елизабета. Управител сум на фирмата Бети Зоки, одржавање на гробови. Тоа го работам од 2001 година. Идејата не беше моја, него идејата ја прифатив од еден бивши шеф што беше во АД Бутел, сега он моментално е починат. Ја бев стечен работник, останав дома и немав работа и он ми се јави и ми рече дали би сакала да чистам гробови. И ја тоа го прифатив. И така првиот мој муштерија беше Данчо Шутурков. Уствари тетка Данча Шутуркова беше неговата сопруга. Она беше првиот мој муштерија и она ми донесе уште 7-8 муштерии благодарение на тој Изо дека биле куќни пријатели. Така почна овој мој бизнес. Добро, дали ти беше шубе прво време, дека сепак гробишта, смрт, умрени, жално и така натаму? Имаше ли некое суеверие, те плашеше ли нешто? Не, воопшто ништо не ме плашеше, ова го прифаќам како секојдневен живот, како дел од нашиот живот. Што е тоа жива вистина. Не се плашев, меѓутоа првите моменти доека малце се очеличев, ако видев некои млади деца кои ги погребуваат, ми беше многу жал. Али после малце се очеличев и сега ако видам таков случај, се тргам на страна. Како изгледа еден нејзин типичен работен ден? Работам 4 дена, значи рачуне четврток, петок, сабота, недела, дури ако има потреба и доаѓам кроз неделата, имаат роден ден, имаат годишнина, имаат помени, морам да дојдам да го исчистам, затоа што врне се прљате, се гледа и морам да го исчистам, од тој момент доаѓаат најблиските и сака да им е почисто. И доаѓам и преку неделата. Иначе еден типичен работен ден ми е една мопа, една канта, една метла, 5 крпи и средства и тоа. Тоа е нашиот типичен работен ден. Постарите луѓе, што се постарите генерации, они доаѓаат. Значи имаме луѓе константно кои што доаѓаат у неделата 5 пати. Има доаѓаат 4 пати. Има луѓе доаѓаат секоја сабота. Идат луѓе секоја недела, зависи. Има луѓе што доаѓаат нон-стоп. Гробиштата Бутел Бети ги нарекува милионски град, со исто толку приказни. Некои од нив се трагични, други, кога би биле филмови, може би повеќе би личеле на трилер или на акција. Напомените знаат да избијат караници помеѓу роднините поради потиснати тензии или за поделба на наследството. Токму во моментот кога разговаравме, на близок гроб, длабок машки глас ги убедуваше останатите дека нема шанси да дели 7.000 евра со човек кој не ношал за сходно дури ни да се појави и да одаде почит. Но за некои нешта кои биле од првин смешни, Бети го сменила мислењето. Ова сега што ќе спомнам се работи пред едно 10-12 години, еден постар човек иде по улица и плаче. Кога го загледав човекот, приметив дека има негде околу 75 години. И он иде и плаче, мене ми беше смешен човек 75 години, а нема вака работен ден, нема никој, само ја бев и чиста. И он сирома поминува, иде и плаче. Ја викам, што е бе чиче? Вика, бе, татко ми вчера го погребав, ама сега не можем да го најдам. И јас се викам, леле бе, овој кој има 75 години, па колку ли има татко му? Најверојатно 100 години.
Ама случајно тука ги гледав гробарите дека вчера копа и викам, абе чиче, ово или да не ти е гробот? Да, синко, вика, тој ми е гробот и ја викам, дури мене ми беше смешно. Од тогаш реков дека више не се смеам. Кој ќе дое на гробиште ќе му помогнам. За сепак, дали е 100 години или 105 години, он е родител. За мене ми остави длабок впечат и више нема да се смеам. А ќе го упатам човекот ако знам. Друг впечаток кој што го имала на почетокот, уште повеќе се засилил. Дека разликата помеѓу богатите и сиромашните, помеѓу живите, се чувствуваат уште понагласено помеѓу мртвите. Ја кога дојдов овдека на гробишта, мене ми беше малце интересно. Одма ја осетив класната разлика меѓу луѓето. Се осеќа. Што е реално. Ако одиме на шутка на тој дел, ќе видиме по сироти гробави, што коштаат по 1000 евра, по 800, по 2. А више кога доаѓаме на овој дел, више овде се среќаваме со многу поголеми пари и поубави споменици. Значи и овдека се осеќа класната разлика, за жал. И мислам дека највише овдека се осеќа. Најинтересен случај во животот ми беше еден доктор тука, не е битно кој, у моментот доаѓа и гледам носи крст, докторот носи крст, само он на погреб, сандукот по него го носат, го си минјаат гробарите. Уствари попот го носеше крстот, него он носеше венец, погребот, мајка му негова, му стела жилба само он да биде на погреб, никој друг. И мене ми беше многу интересно дека он сам ја погреба мајка му. А имам сознание дека тој човек има фамилија. Бети најмногу работи во делот на гробиштата што се нарекува илјадарка, односно парцелите кои почнуваат со овој број. Вели дека добро соработува со другите колеги кои одржуваат гробишта, иако помеѓу нив понекогаш владе и конкуренција, особено за одржување на гробовите на според нив попрестижните семејства. Сега има 57 години, изгледа дека е во добра кондиција, но поради големиот број гробови што ги одржува, не ѝ помага сопругот, како и двајца асистенти. До кога мисли да ја работи оваа работа? Па ќе се бавам се додека не се симнем у пензија. Јас сум пријавена, ми тече стаж све. Ја више имам 17 години стаж. Од 5 години работев на црно, а после 5 години сама си се пријавив, си ги плаќам давачките на државата. Имам книговодител. Значи, уште колку години ти фалат? Па јас сега негде имам околу 57, значи рацунај уште 7 години. А мислам дека и понатака, се додека можем ќе работам. А оној момент кој ќе не можем ќе побарам пенсија. Само да сум жива и здрава. Не можам да се одвојам од овдека. Бети и сопругот сакаат да патуваат, а на нивните тури секогаш се наоѓаат и локалните гробишта. Ги има посетено оние во Париз, во Шпанија, во Холандија, дури и гробот на Исус во Ерусалим. Во Европа според неа се поскромни, често само со еден камен и природни цвеќиња, како што и би требало да биде, без непотребни трошоци. Вели дека идејата за крематориум по углед на Белград или Софија е добра, а храната што се раздава на гробишта е подобро да се даде на деца што нема што да јадат. Овде психички се одмарам. И немам намера да ја напуштам. Многу ми е убаво. Јас жалам што ќе кажам на гробишта, стварно гробишта, широк поем. Жално е, али тука ми е убаво. И убаво се осеќам. На крај Бети има и порака до своите клиенти. Еве на крајот, бидејќи го завршиме оваа наша репортажа, би сакала да ги поздравам сите мои клиенти за долгогодишната соработка и поверењето у мене и да им пожелам еден убав и прекрасен ден. Тоа е сепак една пажња за нив. Јас сум Илина Јакимовска, аудиомонтажа Бојан Угриновски. Ова беше последната, 10-та епизода од третата сезона на подкастот Обични луѓе. Фотографии и целосен транскрипт можете да најдете на нашиот сајт обичнилуѓе.мк. Не заборавајте, барем еднаш годишно посетете ги гробиштата. Нашите сакани можеби не се физички таму, бидејќи секогаш ги носиме со себе. Но битно е да се израдуваме дека ние уште не сме. Oh, death,
where is thy sting? O grave, where is thy victory? O life, you are a shining path, and hope springs eternal just over the rise when I see my Redeemer beckoning me. Oh, roll my ship over the waves of your sea. Let me find a safe port now and then. Don't let the dark one in your sanctuary until it's time to pack it in. Oh, roll my ship with the fire of your breath, and don't lay a broadside on your ship as yet. Blow ye warm winds when it's chilly and wet, and don't come too soon for collecting my debt. Oh, death, where is thy sting? Oh, grave, where is thy victory? Oh, life, you are a shining path, and hope springs eternal just over the rise when I see my Redeemer beckoning me. Oh, let me sail on with my ships to the east, and keep my eye on the North Star. When the journey is no good for man or for beast, I'll be safe wherever you are. Just let me sail into your harbor of lights, and there and forever to cast out my light. Give me my task and let me do it right, and do it with all of my might. Oh, death, where is thy sting? Oh, grave, where is thy victory? Oh, life, you are a shining path, and hope springs eternal just over the rise when I see my Redeemer beckoning me.